Премиерот Димитриев денес ја посети Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој каде оствари средба со менаџментот, на која се разговарало за тековните активности и идните планови на агенцијата. Тој по средбата истакна дека станало збори за субвенциите, пошто е констатирано дека по одлуката за одложување на изборите може да се продолжи со исплата на истите. Понеделник агенцијата ќе ги достави налозите до Трезорот, до Министерство финансии за исплата на субвенциите, така да тоа е и една од пораките од денешната средба. Исто така разговаравме и во делот на програмата за руралниот развој, во делот на набавката на нова современа механизација за земјоделците, во делот на финансирање на проекти од рурален развој по градовите и селата. Значи, во овој дел стоиме добро. Ланска година се финансирани вкупно 221 проект кои што се во тек на изведба. Исплаќањето оди согласно градежните ситуации и во тој сегмент владата преку агенцијата и во иднина ќе продолжи со поддршка на општините, бидејќи сметаме дека инвестирањето во руралните средини има свој импакт и на развојот на државата генерално. Димитриев додаде дека на средбата се разговарало и за максимизирање на искористувањето на средствата од ИПАРД програмата, како и начинот како да се вклучат и другите институции од секторот на земјоделството. Директорката на агенцијата посочи дека максимално им стојат на располагање на земјоделците и нивните интереси. Во агенцијата се работи на модернизирање на системите за аплицирање, а оваа година за прв пат е воведено електронско аплицирање за субвенции. До денес имаме 40.000 апликации за субвенции. Обично на годишно ниво добиваме околу 75.000 апликации. Рокот за аплицирање е уште еден месец до крајот на јуни, така да очекуваме сите оние земјоделски стопанства што редовно аплицираат за субвенции да го поднесат барањето, односно апликацијата. Владата останува силно фокусирана на поддршка на земјоделието и во иднина ќе продолжи со континуирано зголемување на сите програми и мерки кои значат развој на оваа област.